5 месеци поред македонската економија е соочена со огромни загуби. Падот на производството е економско-политички проблем број 1 во државата, а тенденцијата ги загрижува сите. Компаниите очекуваат намалување на бројот на вработените како фактор за поголемо производство, бидејќи глобалната економија е во стагнација. Стои во истражувањето на Државниот завод за статистика. Дека ништо добро нема да се случува, укажува и универзитетскиот професор Дарко Лазаров. До крајот на годината ќе имаме негативна стапка на економски раст, можеби и поголема од 4-5%, меѓутоа и брзината со која ќе се опоравува македонската економија во наредниот период е неизвестно, имајќи во предвид дека странските инвеститори најавија отпуштање на работници од септември. Понатаму текстилната индустрија исто така се соочува и автомобилската индустрија се соочуваат со сериозни проблеми. Од овие причини бизнис заедницата повторно бара државна интервенција. Новиот пакет на мерки би се состоел во континуитет на поддршката на она субвенција која што фирмите кои што беа загрозени од пандемијата ја добија. Јас може да посочам дека за право ни дава да повторно текстилната гранка бара таква поддршка, бидејќи ниедна од текстилните компании не се наоѓаше на списокот на фирми кои што ја злоупотребија исплатата на овие средства, односно сите средства кои што текстилните компании ги добија завршија кај работниците. Воведот на целата криза започна во февруари, а најголемата загуба економијата ја имаше во април. Тогаш падот беше 33,5, во мај 27, во јуни 15 и јули 9,5% во споредба со лани. Во оваа црна низа убедливо најголем пад во производството сепак има кожарската индустрија, цели 47,8%.